Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство на тема отпечатокот на вашето дете. Секој човек е свој уникатен феномен и токму поради тоа авторката Шефали добивала голем број на пораки од страна на родителите во кои што тие прашувале како да можам да го осознам своето дете, природноста да ја видам на своето дете, како да ја видам неговата суштина. И ако обрнеме внимание, авторката Шефали значи им кажувала дека секое дете во суштина доаѓа со одреден свој оригинален темперамент и тоа можеме најлесно да го видиме преку нашите деца. Значи како едното дете се разликува од другото дете. И токму поради тоа таа кажува дека секое дете на овој свет доаѓа со свој уникатен план, со свој уникатен отпечаток и со свој собствен белег. И токму поради тоа таа смета дека родителската агенда, родителската мисија, родителската филозофија треба да биде јас нема да се мешам со таа негова суштина. Значи секако дека ова суштина треба да се води, треба да се расте, треба да се развива, да расцутува, имајќи во предвид особено дека ние живееме во свет во каде што постојат правила, постојат одредени закони, меѓутоа во глобала ние родителите треба например кога ќе забележиме дека нашето дете има таква природа која што представува, значи таа е повеќе е тивко, повеќе е мирно, мечтателно е, сонуваче, срамежливо е, ние да си го оставиме нашето дете да си биде во таа природа, за да можеме да ги откриеме тие супер сили негови во таа негова природа. Или ако забележиме нашето дете дека е супер експлозивно, супер хиперактивно, супер бурно, ние значи да си го ставиме нашето дете да си биде во таа негова природна состојба, за да можеме да ги откриеме кои се неговите силни страни од тој негов оригинален темперамент. Значи авторката Шефали нагласува особено дека ние како родители, значи треба да си ги оставиме децата што подолго време во својот природен темперамент, за да можеме подоцна да ги увидиме да ги откриеме кои се нивните супер сили, кои се нивните силни страни од тој нивен темперамент, за да можеме да ги насочиме кон нивниот природен успех. Авторката Шефали ни дава еден пример, значи од свој личен пример со својата ќерка, како таа многу рано успеала да забележи како темпераментот на нејзиното дете бил сосем различен од нејзиниот. Значи таа како личност била многу ведра, оптимистична, позитивна личност, секогаш насмеана личност, за разлика кога дошло на свет нејзиното дете, таа забележала како било претежно сериозно, никогаш не се смеело и се сеќавала за вториот роден ден на нејзиното дете, кога најнаш пристапил сликарот и се извинил и рекол: "Ама јас се извинувам Господи, ама верувајте дека веќе половина час и повеќе како се обидувам да извадам една насмевка на лицето на твоето девојче, ама никако не ми успева." И таа во тој момент се сеќава како силно се навредила и сакала да му каже на сликарот: "Ама јас за тоа тебе те плаќам, значи ти си тој кој што како знаеш и умеш, треба да извадиш насмевка на лицето на мојата ќерка. Ако треба ќе станеш кловн, ако треба ќе застанеш на нозе, ама насмевката на лицето на мојата ќерка ќе мора да ја извадиш." И значи до толку се чувствувала засрамена во тој момент и одрекувала дека нејзиното дете не сака да се насмее, затоа што тоа значи не ја правело да се чувствува во тој момент убаво, да сака да биде значи да се чувствува добро за неа. И едноставно затоа што сакала да има дете кое што е насмеано, кое што е позитивно, кое што е весело, и затоа што сметала во тој момент дека заради гостите, заради пријателите кои што сите биле поканети на таа роденденска забава, значи таа треба да се покаже во вистинско светло како успешна жена која што имала среќно дете, која што имала значи многу моćна кариера како познат психотерапевт, и значи самата си велела како може моето дете толку да си дозволува да биде сериозно.
Меѓутоа, значи, таа толку многу добро се сеќава на тие мисли во тој момент кои што и доаѓале, а кои што, значи, биле пред се значи, внесени од незиното родителско его. Значи, таа тогаш сфатила колку била во заблуда, под влијание на незиното родителско его, поради што токму поради тоа, значи, таа после некое време сфатила дека треба да ја смени целосната концепција на воспитување на своето дете, дека треба да го смени начинот во кој што размислува за родителствувањето. Особено затоа што на што помали години, значи, самата разбрала дека карактерот на незиното дете, темпераментот, суштината на незиното дете потполно се разликува од незината суштина. Значи, таа сватила дека, значи, ако незиното дете не сака да се смее, па нека не се смее. Значи, не мора да се смее, затоа што таа е родителот кој што во суштина треба да истапи од своето родителско его и едноставно да се праша самата себе си. Како можам јас да си го прифатам моето дете за онакво какво што си е. Значи, Шефали едноставно требало да се, значи, да си го прифати своето собствено дете како такво, со тој незин, со таа незина природна суштина која што се имала, затоа што таа разбрала, значи, требало да свати дека роденденската забава е од незината ќерка, дека незин е роден денот, дека роденденската забава е незина, дека незино е лицето, дека незина е устата, значи, таа си одлучува дали ќе се насмее или не, а таа треба, значи, како родител да разбере дека треба да си го смири своето собствено его кое што толку многу обеснело, толку многу дивеело во неа и раѓало мисли кои што и велеле, значи, ти треба да ја натераш твојата ќерка Маја да се смее, значи мора да биде насмеана, мора твојата ќерка да биде благодарна затоа што ти ги покани сите твои роднини пријатели на ова роденденска забава и како се усмелува сега твоето дете да биде ненасмеано, да биде толку сериозно на сликите со кои што се слика со тие роднини, значи како смее толку да биде намуштено на сликите. Значи, толку многу во тој момент, значи, после тоа сватила како незиното его збеснувало и правило големи вознемирености, само заради, значи, собствената природност на своето дете. И, значи, во тие моменти почнала првпат да се освестува самата авторка Шефали дека незиното дете во суштина треба да се биде онакво какво што е, а не да биде онакво како што таа сака и како што и вели незиното родителско его. Без разлика, значи, да си го прифати своето дете, дали се допаѓа или не, значи, без разлика на тоа, затоа што само на таков начин таа си го одзема природниот дух на своето собствено дете. Значи, авторката Шефали сватила дека детскиот дух, значи природниот дух на незината ќерка не бил насмеан дух, туку едноставно бил сосема различен дух од неа, значи тој бил ненасмеан дух. И значи, токму поради тоа таа треба да си го прифати. Значи, како такво своето дете треба да си го сака, треба да си го почитува, без разлика дали тој дух неа и се допаѓал или не. Значи, таа и ден денес им објаснувала на родителите дека незината ќерка, која што била израсната веќе, имала 20 години, била прекрасна млада дама и, значи, како оставила да си го, значи, после толку години ја оставила да си биде во тој дух. И ден денес, значи, таа била таква многу сериозна, со такви карактерни црти, меѓутоа им кажала на родителите дека токму таа нејзина природност, нејзина оригиналност
ја научиле на многу работи низ нејзиниот живот и значи токму поради тоа уште повеќе си го засакала своето сопствено дете, кое што значи денес прераснала во една млада дама која што имала многу силен дух, која што била вистински борец за вистината и која што имала многу цврст став, многу остар јазик и која што не се плашела од ниеден предизвик кој што и се представила пред нејзиниот живот, значи успешно ги решавала без никаква помош сите предизвици во својот живот, и тоа е нешто кое што значи ја освестило Шефали да свати колку подоцна и да може да ја ги разбере вредностите, вистинските вредности, вистинските позитивна добробит од карактерот, од уникатниот карактер на своето собствено дете, кое што значи во почетокот тогаш додека било мало, против кое значи се противело незиното родителско его. Значи од своето искуство, токму поради тоа таа ги учела родителите, им зборувала, им велела, значи родители, обрнете внимание уште од најмала возраст на вашето дете. Фокусирајте се, видете кој е вистинскиот природниот дух на вашето дете, какво е вашето дете. Значи која е неговата природност, каде се крие неговата оригиналност, затоа што колку повеќе вие овозможувате вашето дете да си биде во својата природност, толку можете вие полесно да го разберете вашето дете, да можете да ја откриете таа убавина која што ја има во неговата природност, таа негова автентичност, тие негови силни страни кои што се поддржани со тој природен потенцијал кај детето. Значи, колку повеќе вие сте свесни за природноста на вашето дете, толку повеќе детето ќе си остане во својата природна состојба и нема потреба да носи маски во својот живот. Значи, нема потреба да глуми, затоа што тие маски секогаш се тешки товари за детската душа, за детскиот дух, затоа што детето единствено ги создава нив кога треба да ги задоволи потребите на своите родители. Значи, детето, знаеме дека детскиот дух е многу кревок, детето значи е со чисто срце, тоа си ги сака своите родители, поради тоа многу лесно потпаѓа под намерите на родителските потреби и за да значи го направи родителот среќен, тоа си става, значи склоно е да создава разни маски, значи да влегува во различни идентитети додека е мало, да си го напушти својот природен дух и токму поради тоа вторката Шефали значи му кажува на родителите, оставете ги вашите деца да си бидат во својата природност, затоа што кога детето е во својата природност, тоа е поврзано со себе си, тоа е поврзано со својот дух, неговата природност овозможува да се поврзе со своето тело спонтано и да се координира, значи со својот ум. Значи има координација помеѓу умот, телото и духот, и детето се наоѓа во својата собствена стабилност. Значи така поврзано децата ќе бидат целовити личности и многу помалку ќе можат да значи да многу децата многу посилни ќе бидат, ќе можат многу полесно да се спротивставуваат на зависностите кои што ќе ги демнат и ќе му се јават како предизвици во годините кои што допрва ќе следат, значи во тинејџерските години и во адолесцентните години. Значи детето кога е во својата природност, тоа се наоѓа во својот дом, значи поврзано е со своето срце. Него не му треба дополнителна валидизација, значи тоа е во хармонија со себе си. Иако, значи секогаш децата кога се во природна состојба, тие не се секогаш онака како што родителите посакуваат, меѓутоа мора да бидат свесни родителите и да разберат дека приоритет мора да дадат на својата природност. Без разлика тоа
на природноста на своето дете, без разлика, значи дали тоа му се допаѓа на родителот или не им се допаѓа. Затоа што децата кога се устануваат во својата природност, тие во суштина тие значи не бараат дополнително внимание, тие не бараат дополнителна валидизација, не бараат дополнително одобрение затоа што тие веќе значи се тоа го добиваат во својата природна состојба. И на тој начин родителите треба да разберат кога значи се во својата природна состојба, децата значи заштедуваат, нас не заштедуваат од голем број на проблеми кои што се јавуваат кога значи тие се бараат потврда од надворешните фактори и многу полесно влегуваат во зависности. Значи кога родителот прво себе си ќе почне да се почитува, ќе почне да се прифаќа, тогаш многу полесно ќе може да си го прифати и да си го испочитува своето дете за онакво какво што е. Авторката Шефали кога зборува за зависностите, значи кои што им се наметнуваат токму заради тоа што родителите не ја почитуваат природноста на своето дете, избегнуваат да ја видат. Родителите треба значи да знаат дека нашите деца се наши учители, тие се извонени учители. И најчесто како не учат? Не учат преку еден безвременски модел или метод кој што се нарекува болка, преку кој што ние имаме прилики за напредок, за креација, за радост. Меѓутоа, како родители, ние најчесто одбегнуваме да работиме на тоа нешто. Ни дава во овој контекст еден пример, уште еден авторката Шефали за еден татко кој што имал 2 сина и постариот син тој бил многу сличен на неа, бил весел, духовит, секогаш тие си кажувале шеги едни со други и секогаш значи се имале значи забавни си биле едни со други, имале афинитет еден спрема друг. Меѓутоа кога станувал збор за помалото дете, родител забележувал како тој бил многу повеќе сериозен, многу подруг темперамент имал и токму поради тоа тој се нервирал многу, се лутел и велел добро што не е во ред со моето дете, што се случува, како може тоа да има значи сосема разлика во смислата за хумор, од каде му доаѓа сериозноста. И постојано се нервирал, значи барал да се смени неговото дете. Тој барал тоа да се промени. Меѓутоа, кога отишол на разговор кај авторката Шефали, сватил дека тој е тој кој што во суштина треба да направи промена. Значи, да се сретне со сериозноста на своето дете, за да може да порасне преку тоа нешто, значи преку тоа да може креативно да се прилагоди на карактерот, на различниот карактер, на уникатноста на карактерот на своето друго дете, за да може на тој начин и да се поврзе на вистинскиот начин со своето дете, да види кои се потребите на своето дете, да го разбере своето дете, да го изанализира своето дете. Значи да види дека и неговото дете има сосема друга дефиниција за тоа што значи хуморот, за тоа што значи смеата. И кога тој ќе сака креативно да се прилагоди на своето дете, значи ќе види самиот дека постојат голем број на други опции, значи на други начини како да се заинтересира за своето дете и како да допре до своето дете. Значи едноставно родителите треба да почнат да ги прошируваат своите видици, своите хоризонти, значи своите мисловни, интелектуални, емоционални, за да допрат до своето дете и да ја направат таа промена. Затоа што обично првите реакции на родителите кои се? Ти треба да дојдеш во мојот тим. Ти треба да се приспособиш на моите идеи. Меѓутоа, во суштина родителите треба да го направат обратното, значи тие треба да ги разберат и темпераментите на другото дете, значи нивниот оригинален темперамент
и оттаму во овој случај како што е да најде начин да се снајде за да се поврзе со другото дете на тој начин кој значи кога креативно реков не ќе се прилагоди, да може да изнајди други опции кои што ќе свати дека би можеле, значи и тие се смешни, и тие подразбираат хумор, меѓутоа на начинот на кој што го разбира тоа неговото дете. Значи родителите прават големи грешки кога сакаат децата да ги вметнат во нивниот калап, да преминат, значи наместо да сакаат да преминат на страната на детето, да се сретнат со природниот модул на значи на другото дете. И кога ќе го направат тоа, значи родителите тогаш ќе му дозволат на децата тие да бидат видени онакви какви што навистина сакаат тие да се бидат видени и наместо тие да тргнуваат само по родителските потреби под влијание на своето родителско его, и значи да на тој начин родителите си дозволуваат да растат деца кои што ќе се чувствуваат вредни, ќе се чувствуваат стабилни, ќе имаат голема самодоверба. Затоа што без вредноста детето кога се чувствува невалидизирано, значи тоа е фактор број 1. Значи тоа е причина број 1 многу полесно да можат да влегуваат децата во зависности и во дисфункционалности. И затоа велиме дека се започнува од родителите, како тој гледа на своето дете, дали е вредно, дали има почит, дали носи маска, дали влегло во улога на амбициозно, преамбициозност, дали влегло во улога на клоун, па да значи се преправа, дали влегло во улога на комичар, па да сака да глуми среќно дете, да му удоволува на другите и така натаму. Значи, авторката се фали и објаснува како гледа на тоа свесното родителство. Свесното родителство гледа на тоа кога ние како родители би можеле да му кажеме на детето: јас тебе те разбирам, јас те гледам кој си ти, јас знам кој си ти си мојот учител. И ти мене ми помагаш да пораснам исто како што јас сум твојот учител, заедно да си помогнеме во ова наше прекрасно патување, да растеме заедно. Значи, самата авторка Шефали вели колку би било убаво кога ние како родители така би можеле да комуницираме со нашите деца, затоа што на тој начин, значи, ние можеме да изградиме едно прекрасно чувство на внатрешна вредност кај нашите деца. Наспроти, значи, кога ние сме научени, навикнати сме да им кажуваме на децата: ајде сега оди на училиште, ама да ги донесеш сите петки, слушај, јас што ти кажувам, а не ти што кажуваш, значи, слушај, јас што ти велам, не туку ми презборувај, молчи, твоето мислење не важи и така натаму. Значи, подосна кога ќе пораснат нашите деца, па ние што им велиме и што бараме од нив? Па зошто не остана храбар, зошто не ја прикажа својата моќ, зошто не си лидер, зошто не се истакнуваш, зошто не соработуваш? Кога, значи, ќе си дојдат дома, пак друго му велиме: јас како што ќе ти речам, не ти како што ќе кажеш, слушај ме, глуп си, за никаде се и така натаму. Значи, како тоа ние одгледуваме деца на еден начин, а очекуваме тие да израснат со еден друг карактер, и кое што навистина од наша страна е невозможно и навистина смешно, затоа што покажуваат родителите на таквиот начин. Значи, кога ние така воспитуваме деца, ние само им покажуваме лицемерие, ние само им покажуваме двојни стандарди на нашите деца. Значи, и покажуваме една огромна несвесност во процесот на родителствувањето со нашите деца. Зошто? Затоа што родителите, значи, ние сметаме дека на тој начин ќе си ги заштитиме нашите деца, онака како што нас досега не учело. Значи, општеството не учела културата, меѓутоа да разбереме навистина како можеме ние да си ги заштитиме нашите деца од животот, од животните предизвици, кога, значи, едноставно тие мора да се соочат со нив, сакали или не, нашите деца, значи, се составен дел од животот и нормално е дека ќе има голем број на животни предизвици со кои што треба да се соочат.
И самата авторката Шефали ги гледала тие двојни стандарди кај родителите, кога родителите сакале да ги носат децата во паркот, сакале децата да го живеат својот детски живот, меѓутоа кога доаѓале кај неа и велеле, па јас многу вознемирана, едноставно не можам да се разберам со моето дете не ме слуша, немирно е. И авторката значи постојано се качува на дрвијата, ќе се упие. И авторката Шефали тогаш им велела, ама тоа е животот, значи што можеме тука да направиме? Ниту можеш ти ништо тука да направиш. Единствено што јас можам да ти направам во овој момент е да можам да ти помогнам ти да ја намалиш твојата вознемиреност и да го намалиш твоето чувство на вина, да не се чувствуваш толку лошо како резултат на тоа што ти имаш една погрешна перцепција за тоа што сметаш дека можеш да го заштитиш во секој момент твоето дете од животните искуства. Значи не постои никаков имунитет, таков имунитет не постои кој што ќе го заштити твоето дете од животните искуства. И затоа авторката Шефали, значи кога доаѓале особено млади парови, значи брачни парови кои што сакале да имаат деца, секогаш им велела, пред да носите одлука, да донесете дете на овој свет, прашајте се, преиспитајте се, зошто сакате тоа дете да донесете на овој свет? Дали сакате да го донесете заради себе, заради вашите очекувања или само заради вашето дете? Кога ќе се одлучите да разберете дека најбитно е да донесете на свет дете е само заради самото дете. Затоа што кога детето ќе дојде во овој свет, треба да бидете свесни дека неминовно ќе се вашето дете ќе се соочи со животните предизвици, вашето дете ќе биде навредувано, вашето дете ќе биде нарекувано додека е мало од своите другарчиња, глупси, грци, дебелси или во некоја друга поинаква верзија. Можно е вашето дете да не биде покането на голем број на роденденски забави, можно е вашето дете да биде повредувано. Секако дека вашето дете ќе доживее скршено срце, секако дека вашето дете ќе има проблеми со пријателствата, со другарчињата, со врските, со телесната тежина може да има вашето дете проблеми, може би ќе користи друга, може би ќе влезе во голем број на зависности. Значи, може би ќе биде потоа подоцна кога ќе стане возрасно да биде избркано од работа и така натаму. Значи, вашата улога во овој свет, како родители, значи, не е вие да го заштитувате детето од животните искуства, да го спасувате вашето дете од животните искуства, преку викање, преку дерење, со казнување, со прекумерна заштита. Значи, треба да научите прво да се поврзете со вашето дете преку свесна врска, на свесен начин, преку соодветна едукација, преку насока, свесно насочување, преку свесно водење на вашето дете низ животот. Што подразбира тоа? Подразбира вие, значи, да си се поврзете со вашето дете преку разговор, кој што најчесто би гласел, например, можете да му кажете на вашето дете, ако и ова, например, ти се случи, тогаш можеш да постапиш вака и вака. Или да му кажеш на твоето дете, ако ти тргнеш по овој пат, ова и ова ќе ти се случи. Меѓутоа, ако одбереш да тргнеш по овој пат, тогаш ова и ова ќе ти се случи. Значи, детето тоа кој што правејќи го својот избор во својот живот, е тоа кое што, значи, ќе најди на различни животни ситуации, на различни животни искуства. Меѓутоа, ние треба да разбереме дека како родители можеме само да го водиме, да го насочуваме, но не можеме секогаш да знаеме со какви животни искуства ќе се соочи нашето дете пред време. И токму поради тоа, значи, ние низ животот мора да одиме заедно со нашето дете.
И при тоа, значи, да му кажеме првенствено дека самото тоа треба да знае да се заштити во својот живот. Како? Кога ќе се има прво доверба во самото себе си дека се она кое што го прави, се она како постапува, првенствено го прави најдоброто од она кое што на вистина е. И на вистина како тоа чувствува дека така треба да биде. И после тоа второ дека ние секогаш ќе му бидеме главна поддршка, значи ќе го чуваме неговиот грб. Меѓутоа, детето мора прво тоа да знае да си се заштити себе си низ животните предизвици. Значи, без разлика што и да се случи. Меѓутоа, истовремено и детето да разбере дека ние, како родители, не можеме да го заштитиме од неговата состојба. Не можеме да го заштитиме од него првенствено, например, доколку го запре полиција, а е во состојба во која што конзумирал алкохол. Значи, ние сме тие кои што не можеме тука да го заштитиме. Или како родители ние не можеме да ги тргнеме сите деликвенти од животот на нашето дете. Ниту пак можеме, например, да го спречиме доколку тоа сака е некаде надвор да конзумира алкохол. Значи, ние не можеме да се ги заштитиме нашите деца во таквите моменти, затоа што тоа е нивна лична одговорност. Или пак доколку наставничката го избркала затоа што не научил, значи, ние не можеме да го заштитиме од таквите околности, од таквите моменти. Или пак ако лошо наставничката се однесувала спрема сите во класот, учувајќи го детето наше, значи тоа е нешто кое што ние не можеме нашите деца да ги заштитиме од таквите моменти, од таквите животни искуства, затоа што тие се животни искуства кои што се дел од животот, сакале или не, нашите деца ќе се соочуваат со такви работи. И треба тие да ги прифатат таквите работи. А и ние како родители да ги прифатиме, да ги научиме нашите деца да ги прифаќаат тие околности, тие животни искуства и ние, значи, да ги прифатиме таквите работи дека ќе се случат со нашите деца. Значи, ние не смееме да дозволуваме да ги заштитуваме нашите деца до степен на разгаленост, туку да ги заштитуваме нашите деца до степен на свесност. Затоа што пред се, значи, ние сами треба да сме свесни дека животните искуства се тие кои што ќе ги искалемат нашите деца, значи кои што ќе ги направат сврсти, кои ќе ги направат силни, кои што ќе ги направат отпорни нашите деца на животните искуства. Таа дава еден пример, например, доколку учителката се случи да му подвикне на нашето дете и тоа си дојде дома со солзи во очите, почна да плаче и ние наместо како родители да влеземе во нашиот ум, значи со мислата како си осмелува учителката тоа нешто да го направи, па таа го травматизира моето дете и така натаму, значи ние да ги учиме нашето дете едноставно да му кажеме, па што ако се случило тоа? Значи, види се сега кај си ти? Кај си ти во овој момент? Здрав си, жив си, види колку си храбар, па ти си го издржал тој момент, си преживеел, па што ако се случило тоа? И после тоа, значи, после тоа сето, наредниот ден ние ќе отидеме да разговараме со учителката, да видиме, да дознаеме што се случило, значи, навистина со нашето дете што било така вознемирено. Значи, за да можеме да му помогнеме на нашето дете. Ние исто така дава и друг, значи, во таквите моменти авторката шефали, значи, првенствено она што треба родителот да го направи е да му покажеме на нашите деца дека како да бидат тие издржливи, како да бидат силни личности, дека секој момент кој што ќе го доживеат, значи, додека се мали,
е момент кој што во суштина тие и самите треба да видат дека го издржале, дека се храбри, дека го преживеале и дека во суштина ништо не се случило. Значи, каква и да е промена и да се случила, тие мала промена, значи тие ја преживеале таа промена и дека се многу храбри личности. И значи, кога ќе си дојдат дома, значи кога тоа нешто ќе ни го кажат, дека се уште ние како родители немаме промена во односот со своето дете, дека се уште ги сакаме, дека се уште мама ги сака, дека се уште тато го сака и дека се уште тие треба да си останат такви какви што се. Значи дека ништо не се променило, дека треба да си се сакаат, дека треба да си се почитуваат и понатаму, треба да си се вреднуваат. Значи во сегашниот момент ние треба да ги учиме нашите деца да знае дека кога ќе се случат непредвидливи работи, дека тоа е во ред. И таквите прилики, таквите моменти, значи да ги искористиме ние и да ги претвориме во едни златни прилики со нашите деца, во едни значи позитивни моменти, во едни моменти во кои што детето ќе се чувствува убаво, не да се чувствува депресивно, не да се чувствува тажно, не да се чувствува виновно. Значи, ние на некој начин како родители да бидеме алхемичари во односот со своето дете. Значи, да ги учиме нашите деца дека и тие треба да бидат алхемичари во нивниот живот, за да можат да на некој начин да го манифестираат животот онаков каков што тие сакаат да го манифестираат. Например, авторката Шефали забележувала како ние како родители често пати знаеме да ги поставуваме границите онаму каде што не треба да ги поставуваме со цел да ги презаштитиме нашите деца и на тој начин создаваме деца кои што ги носиме во една голема несигурност, значи понатаму. Особено кога децата ќе дојдат со своите 15-16 години и што се случува, значи увидувала најчесто како значи скоро сите родители пред да станат тие адолесценти, пред да станат тинејџери, веднаш ги поставувале, веќе ги имале поставени одредени граници. Меѓутоа, авторката Шефали многу поинаку размислувала во тој контекст и им кажувала на родителите дека првенствено во тие години, значи родители, гледајте каква е, обрнете внимание каква е природноста на вашето дете. Значи, првенствено обрнете каков е духот на вашето дете. Пред да поставувате граници, не поставувајте веднаш граници. Прво, и без разлика дали другите родители ќе постават граници кога треба да излегуваат децата, например, надвор со своите 15-16 години, или првиот пат кога значи, ние ќе му дозволиме да излегува. Значи, ние да не обрнуваме внимание како другите родители се ги поставуваат границите, затоа што секое дете си е своја уникатност, секое дете е воспитано на различен начин. И ние сме го воспитале нашето дете на различен начин според неговиот оригинален дух. Што значи дека да оставиме како родители да видиме како ќе се однесува нашето дете. Ако забележиме дека, например, ние преку тоа што ќе им дадеме одредена слобода на децата, на почетокот и забележаме дека нашето дете се враќа значи дома заедно со другите деца, затоа што децата, значи пред се знаеме, тие не се глупави, дека се е во ред, дека нема значи детето е етично, она што сме го воспитале, дека се придржува, не прави проблеми, навреме си доаѓа. Значи, кога ние ќе истрчаме и ќе избрзаме пред време да му дадеме, да му поставиме граници на нашите деца, ние првенствено каква намера им кажуваме на нашите деца дека имаме.
Значи, ние му даваме една идеја на децата да мислат дека тие се глупави, дека не се доволно паметни, да знаат да се вратат на време, значи кога треба заедно со своите другарчиња. Значи, ние токму поради тоа треба прво да ја видиме природата, темпераментот на нашето дете. Ако нашето дете, значи, е паметно, ако се враќа на време, значи, без ние да му ги поставиме границите, значи, на тој начин што правиме? Ние уште повеќе му потврдуваме на нашето дете дека му веруваме. Дека, значи, потврдуваме дека е навистина одговорно, дека е навистина етично од тој аспект. Меѓутоа, ако видиме пак од друга страна дека нашето дете е незрело за тие години, дека се однесува на некој начин кој што не е адекватен, не си иди на време, значи ги тестира границите кои што ние пред време не сме ги поставиле и се игра со нашиот родителски темперамент, значи со трпението на родителите, ќе тогаш, значи, во ред е да поставиме граници. Тогаш навистина, значи, е потребно да поставиме граници кои што се соодветни за она кое што, значи, го надминува како однесување, како несоодветно однесување нашето дете. Меѓутоа, што значи тоа дека зошто авторката Шефали вели дека секогаш треба да се држиме до природноста на децата и да не избрзуваме да поставуваме граници онаму каде што не е потребно. Значи, таа вели дека ние како родители да не се трудиме да поставуваме вештачки граници онаму каде што не е потребно. Затоа што на тој начин ние му ја одземаме довербата на нашето дете. Значи, таа вели, не чепкај во солидната врска со своето дете, која што веќе ти ја имаш воспоставено, затоа што секој дете е различно. Секој дете си има свој собствен темперамент, секој дете си има свој собствен карактер. И токму поради тоа, значи, ние не треба да вршиме споредби и да поставуваме подеднакво да се однесуваме. Значи, ако некој родител постави ваква граница, значи ние не треба да гледаме како другите родители тоа да го прават, туку секогаш да функционираме, да родителствуваме спрема природноста и оригиналноста на нашето дете. Исто така и родителите да не навлегуваат во некои фантазии, илузии, сваќања дека детето треба да се стави во едно стаклено ѕвоно, од каде што ќе се заклучи тука, ќе се затвори тука и дека животните искуства едноставно ќе го одминат. Ние во таквите моменти, какви родители сме? Ние сме само се представуваме како игнорански родители кои што едноставно водат инаед со животот, не сваќајќи дека сето тоа ќе се плати. Значи, ќе го плати прво нашето дете, а заедно и ние, значи, како нивни родители подоцна во животот. И затоа Шефали, значи, ги подучува родителите што треба да направат. Родителите, значи, треба да настојуваме ние да создаваме ни општи, една општа култура, значи, преку правила на однесување на нашите деца во тие години, особено во рамките на семејството, значи, од тој аспект, во кој што ќе подразбира еден свесен пристап, преку едукација, преку знаење, преку поучување, за да можеме да цело време, значи, да си ја одржуваме светлината кај нашите деца, значи светлата страна, свесните манири, етичните манири кај нашите деца, за значи особено во тие години во кои што децата се најосетливи, со цел, значи, тие да можат да станат издржливи деца, за да можат да станат деца кои што сега веќе како млади ќе бидат полни со самодоверба, затоа што ние го почитуваме пред се
Значи, свесни сме за нивниот природен темперамент, делуваме спрема оригиналностите на нашите деца, ги забележуваме нивните силни страни, ги и тука делуваме, значи со цел да ја одржиме што повеќе природноста кај нашите деца и кога нашите деца во својата природна состојба, значи знаеме дека тие се целовити, тие имаат почит кон себе си и имаат почит кон останатите во рамките на семејството и во околината. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.